Добре вечер, момци, девки и дечиња. Добре дојдовте во, како да го наречам, четврто издание на Љубовни совети. Така да, не знам што да ви кажам, тука во тефтерчево, не е тефтер новченик, али си имам запишено нешто. И ќе ви кажам како да се, како да се изразам, како да не патите за љубовната болка, туку да бидете погората на тоа. Сега ќе кажем вака. Јас до пред некое време бев сериозно заљубен во едно девојче, но тоа девојче мене не ме сакаше, бидејќи ја постара мене и нема логика. Втора причина, бев премногу нападен, ги врејав, ги ртуев. Може да се поправат таа грешка, но грешка која не се поправила за и за моја љубов. Беше во прва година средно, ако не се лажам. Кога завршив оваа година средно, буквално имаше едно девојче, Адела, што до ден денес, кога ќе видам дали на Инста стори, дали во живо, однатре во срцето чувствувам као дека уште ја сакам. Али тоа што нешто биднало, сватив дека таа не е вистинската за мене и дека јас не сум за неа, бидејќи едноставно љубов е игра, али некој фер не ја игра, бидејќи има фер играчи, ќе те сака, ќе те чува, ќе те пази, ќе те цени, ќе го носиш во срце, а има и втора опција, ќе те зезне, ќе те исфрли на пратали, или пак ќе те ја загорчи цела младост. Така да би кажал, доколку имате од 14 до 18 години, ви треба пубертетот, за тие неколку години пробајте вие самите да си најдете вистинската љубов, бидејќи ако цело време талкаме од место во место, нема да биде тоа, бидејќи и како има луѓе кои навистина имаат жара во срце за некоја девојка и сакаат да го поклонат сето срце, сето внимание, сета паžња, значи се живо сакаат да ја угоди, али има многу различни типови на машки и различни типови на девојки, бидејќи ние машките сме посилни и други работи, но главно во ова видео што сакам да ви кажам е никогаш немојте да трагувате за девојка која ве одбила. Значи, ако таа ве одбие, ќе следна, па трета, па четврта, и од кој ќе менувате сите тие девојки, можеби за некој година-две ќе ја најдете вистинската и ќе се земете, па после вие си знаете што ќе правите. Али едина глупост што јас ја направив беше бев кај психологот минатата година, дека Надила ја искува за репче, и од тогаш до ден денес не ми се случило некој девојче на улица или некој што го знам да го искувам со коса, бидејќи полека се освестувам за грешките што сум ги правил и дека љубовта е, како се вика, љубовта треба секој човек да ја искуси, бидејќи има луѓе што ќе ја продадат љубовта, а има луѓе што ќе ја зачуваат љубовта, бидејќи ако ја сакаш брат со цело срце, со искрено, длабоко во тебе, ако чувствуваш дека ја сакаш, словно приди и кажи вака и вака, значи девојче здраво, јас сум Спасе, дали ќе може да се запознаваме, вака така, значи ве молам, немојте на девојки да ја пишувате, вие од ваши профили, да пишувате на девојки, устила као, ајде да испадеме на кафе, што правиш, што како си, не. Тоа никош нема да ја успее, ќе ја успее само учтивост, искрена љубов, добри дела и докажување на дело дека ја сакаш на вистина. Така да, уште нешто ќе ја почитам, што да ја направим. Ево го.
тие што љубат силно можат да бидат повредени. Добро, значи тие што љубат силно можат да бидат повредени. Зашто ви ја кажувам ово, бидејќи ако ти ја љубиш силно, од срце ја сакаш, а таа те буткала од скала до скала, од бран до бран, од дно до дно, и ти нема да го спас, едноставно мора да се помириш со тоа дека ти не си вистински за неа, ни таа за тебе, и морате да одлучите, бидејќи ако одиш во врска, посвети се, ако не иди, раскини. Не кршете срца, и не бидете кретени, туку бидете учтиви мажи, бидете џентълмени. Носат ме чеша. И буквално тоа е тоа за овој видео, значи љубовни совети. Ако се допадна ова четврто издание на љубовни совети. Патам уште нешто да ви кажам. Значи, неколку дена направив една глупост, што верувам дека на никој не усвија, али тоа е одбе дека сконтавте, така да ве сакам и бидете џентълмени, сакате си ги девојките и никако немајте да ги повредувате. Бидејќи тие се од понежно пол и заслужуваат да бидат негувани, а не малтретирани. Така да, љубовни совети, тоа беше. И не знам што, едноставно ви благодарам за целата подршка. И бидете ми заражи, чувајте ми се од корона и заради Боже нека ќе се запознам со сите од вас. Ве сакам. Чао. Твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене.